Во алејата на великаните на градските гробишта Бутел во Скопје почиваат посмртните останки на Методи Митевски Брицо. Неговото благородно и големо човечко срце престана да чука на 17 септември 1962 година во водите на Охридското езеро. Методи Митевски Брицо спаѓа во редот на оние млади македонски револуционери кои уште од најраното детство ги почувствуваа врз себе горчините на робството во кое се наоѓаше македонскиот народ. Роден е на 15 април 1924 година во Делчево, односно тогашно Царево село, во занаетчишко семејство. Во родното место го завршува основното образование, а потоа се школува во Штипската и Благоевградската гимназија, каде се вклучува во редовите на напредното младинско движење и станува еден од неговите најактивни учесници против бугарската окупација. По завршувањето на гимназијата, тој го искористува војничкиот одмор за да им се приклучи на борците од Народно-ослободителната војна. Во 1942 година тој е примен во СКОј, а во март 1943 и во Комунистичката партија на Југославија. По ослободувањето во Скопје завршува правен факултет и во повоената изградба на земјата активно учествува се до својата прерана смрт. Од 1945 до 1957 година тој работи како секретар на Народно-ослободителниот одбор во Штип. Потоа како секретар на градскиот комитет на Комунистичката партија на Македонија за Битола, а потоа и секретар на околискиот комитет на Сојузот на комунистите во Берово. Бил секретар на околискиот комитет на Сојузот на комунистите во Штип. Член на извршниот совет на Народна република Македонија станува во 1958 година, а во 1960 е подпредседател на извршниот совет. Потоа тој е биран за пратеник на Народното собрание на Народна република Македонија во повеќе наврати, а на првиот конгрес на Комунистичката партија на Македонија станува кандидат за член, а на вториот конгрес е избран за член на Централниот комитет. На третиот конгрес беше избран за член на извршниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија. Покрај другите општествени функции, Методи Митевски беше и председател на Сојузот на организациите за физичка култура на Македонија. Смртта го затече на 17 септември 1962 година во Охрид, каде што со група истакнати правници и општествени работници работеше врз редактирањето на преднацртот на Уставот на Народна република Македонија. И последниот, неговиот смртен миг, беше чин на спасување на еден човечки живот. Во сите животни битки тој беше храбар, неустрашив, вистински борец. Познат со својата енергичност, ценет поради својата самопрегорност, Методи Митевски Брицо покажа значајни и зрели резултати како партиски работник, народен пратеник, раководител во државната управа и со својата неуморност во изградувањето на системот на општественото управување го исполни со успех и раководењето на завршните работи на Републичката уставна комисија. Како одекна веста за трагичната Брицова смрт и како ја коментираат негови роднини, блиски, другари, пријатели? Он кога загина, сите се чудихме. Оти он беше като големец, работеше многу и некој го потргна од оздоле. Него он умре, лудо загина. Умре без време. Млад. И млад умре. Сите бехме на погребение. Жална беше таа картина. Многу беше жална. Моментално, хитно да прибра. Беше комитетот тука дека си са. Хитно ги кажаа таква жална вест, Брицо се удавил. Погребението беше.
Од тука цел автобус, 2 автобуса. И ја беше судено, семката од цигането судено. И јас сум земала на буџет китки, ама тие садени китки, носа. А семката циганино, па свежи китки, еден котел однесоме и одеме прво дома, учество наприме, децата не почастија, плакаме, пустиме, после одеме на погребење. А одеме дека беше ставен со автобусите у собранието, одеме и там сите го наоколу и не поведоа, после одеме на погреб. Трагичната смрт многу не погоди сите, како и сите од семејството, така и мене. Драга беше. Кога јавија дека треба семејството на Војко му да замине за Скопје. Ни се овозможи од собранието, ни овозможија превоз. Кога отидовме во дворот беше мирно. Мислевме дека татко ми поготово се изрази дека е тоа некоја шала од методи. Меѓутоа, кога влеговме внатре, навистина имаше непријатна гледка. Тоаш ги видовме жена му, сестра му и мајка му во црнина и тогаш веќе ја свативме вистината. За смртта не погоди нас само како семејство. Го погоди Делчев. Да, го погоди Делчев и целиот македонски народ, бидејќи познато е Брицо беше многу популарен меѓу луѓето, особено во Малешевијата, кај што бил функционер. А тој работел и во Битола, и во Штип, така да во Охрид кај што беше трагедијата, тоа одекна болно. Но вие, како член од семејството, мислам, какви беа првичните реакции и меѓу вас во семејството, а и пошироко доколку се сеќавате? Реакциите, што да ви ги кажам за реакциите? Беше стварно непријатна работа. Загубивме човек кој не врзуваше целото семејство, кој не поврзуваше. Кај него немаше поблиски и подалечни роднини. Сите не бевме едни. Кога дојдеше, требаше да се собереме сите, за да се видиме сите. Потоа настана еден период кога стварно ни беше потребен. И на нас, и на Делчев. Ама го немаше веќе. Ние, како што знаете, изгубиме многу со него, ама знаеме многу убаво дека ако беше останал и понатаму во животот, Брицо ќе одеше уште повисоко од она што беше. Тоа што он беше, може да ви кажам, по неговата напредност, по неговата агилност, голем љубимец на покојни Тито, не како државник, него како човек кој знаеше да цени, а рачунаше дека од Брицо може да биде нешто што ретко може да се очекува. Значи, и сојузен раководител. Како работи, како иницијатор и како организатор. Како да ви кажам, помеѓу овие наши, колку познаа барем државниците во наша денешна Македонија, може да се оброи меѓу првите политички работници и како човек, и како граѓанин, и како напреден створен за сите гранки, за сите обштествени и природни надршти кои потичат од еден напреден човек, како што беше покойни Брицо. По повод прераната и трагична смрт на Методи Митевски Брицо, во цела Македонија се одржуваат комеморативни седници. Такви седници се одржани и во нашиот град. Голем број телеграми на сочувства се упатени од сојузни раководители, од работни предпријатија, од поединци. За оваа пригода подсетуваме на пишувањата на Нова Македонија за трагедијата на Брицо, за комеморативните седници и пренесуваме неколку телеграми на сочувство. Меѓу првите телеграми на сочувство до сопругата на Методи Митевски Брицо испрати председателот Тито. Во телеграмата се вели: од името на Сојузниот извршен совет
и во свое лично име ви изразувам вам неискрено сочувство по повод трагичната смрт на вашиот сопруг, другарот Методија Митевски. А еве што пишува во сочувството од Лазар Колишевски. Веста за ненадејната и трагична смрт на вашиот сопруг Методи Митевски, член на извршниот комитет на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија, длабоко не потресе. Со неговата смрт, нашиот народ и Сојузот на комунистите на Југославија изгубија млад, енергичен и доследен борец во големата борба за изградба на социјализмот во нашата земја. Неговиот живот и дејност ќе останат во длабоко сеќавање на неговите соборци. По повод неговата смрт, од името на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија и од свое лично име, ви упатувам вам и на другите членови од вашето семејство и изрази неискрено сочувство. Подпис Лазар Колишевски. Телеграми до сопругата на Методи Митевски Брицо упатија и врвни сојузни раководители Александар Ранковиќ, Александар Грличков, Љупчо Арсов и други. А еве што пишува во телеграмата од Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија. По повод ненадејната трагична смрт на другарот Методија Митевски, член на извршниот комитет на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија, примете го нашето искрено и длабоко сочувство. Со смртта на другарот Методи, македонскиот народ, Сојузот на комунистите, како и целата наша заедница, губат свој самопрегорен борец, кој на истакнати раководни должности во Сојузот на комунистите неуморно и доследно се залагаше за напредокот на нашата социјалистичка заедница. По повод ненадејната и трагична смрт на членот на извршниот комитет на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија и подпредседател на извршниот совет на Народното собрание на Македонија, Методи Митевски, формиран е државен одбор за закоп. Одборот го сочинуваат Лазар Колишевски, Љупчо Арсов, Александар Грличков, Видое Смилевски, Страхил Гигов, Ристо Джунов, Томе Буклевски, Благој Попов, Мито Мицајков, Мито Димитриевски, Фирус Назим, Павле Игновски, Јане Арсов, Драган Захариевски, Јовко Јовковски, Сабрија Мемишов, Ѓоре Дамевски и Микле Мишевски. Посмртните останки на Методи Митевски Брицо биле изложени во холот на Собранието на Македонија. Оттаму поворката тргнува кон Бутел. Со посмртните останки на Методи Митевски пред отворениот гроб најпрвен се прости Ѓоре Дамевски, подпредседател на Сојузот на организациите за физичка култура на Македонија, а потоа од името на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија и извршниот совет се прости Александар Грличков. Подсетуваме на прошталниот говор што го одржа Грличков. Тој, меѓу другото, рече: Другари и другарки, вчера длабоко не потресе од никого неочекуваната, за секого неверојатна, за сите нас тешка, трагична вест. Денеска продефилираа пред останките на човекот со прекрасно човечко срце илјади од тешка болка обгорени срца. Сега, во овој најтежок миг, треба за секогаш да се простиме од другарот и соборецот, со кого за секогаш не сврзуваа делото што беше негово и наше. Си оди од нас, го напушта животот еден редок херој на животната радост, една човечка енергија на вистина неуморна, еден носител на постојано богат животен оптимизам. И последниот и неговиот смртен миг беше чин на спасување на еден човечки живот. Овој прекрасен животолюбец го изгуби во охридските длабочини својот собствен живот. И затоа зборовите се слаби да го изразат чинот на несреќата што уништи еден живот во творечки расцут, на несреќата што го покоси полетно понесениот градител на делото на нашата животна среќа. До вчера, до самиот последен миг и како секогаш ведар, постојано насмевнат, исполнет со одушевена активност и задоволен што завршува со успех уште една тешка и одговорна задача, сега и за секогаш се збогуваме
со човекот што знаеше да гори, но не сакаше и не веруваше дека и тој ќе догори во животните битки. Ниедна битка не беше за него и не можеше да биде последна и секогаш беше готов за нови и потешки и посмели. И само како таков го знаеме и секогаш се одушевувавме од неговата воредна, целосно хармонична животна борбеност. И знаеме и ние и неговите најблиски што можеше да стори тој во името на радосното човечко живење, како да помогне за надвладувањето на животните неволи. И свирепа е, велат нашите во тлабока болка покосени срца, таа смрт. Свирепа е за него што така непосредно човечки ги сакаше и животот и луѓето. Свирепа е за нас сите што неподелено, непринудено човечки го сакавме овој интимно човечен човек. Жестоко е пресечен еден млад, еден животворен пат, жестоко е прекината врвицата на еден богат, достоен животен пат. Методи Митевски дојде од низините на нашиот некогашен тежок живот и уште од својата најрана младост се посвети на борбата во името на нашиот сегашен разнострано творечки живот. Бројни живи сеќавања од нашата заедничка младост го оживуваат ликот на младинецот, кој уште во онаа прва окупаторска година знаеше дека борбата за слободна иднина на нашиот народ е една животна, една историска неизбежност. И уште тогаш, во мугрите на нашето борбено надигање, тој ја имаше до крајната верба дека овој намачен народ ќе победи, дека ќе стане најпосле господар на својата судбина. И сета таа млада револуционерна генерација, на која и припаѓаше Методи Митевски, крвно се сврза со борбената епопеја на југословенските народи. Генерација која немаше никакви илузии и која веруваше само во единствено собствениот патоказ на Комунистичката партија на Југославија. Само во тој патоказ веруваше и Методи Митевски. И спонтано и свесно се одушевуваше од победничките битки на револуцијата. Како член на СКОј, тој стори многу за масовното приклучување на младината од Источна Македонија кон борбелото дело на партијата и народот. И само по неколку месеци на самопрегорна скоевска активност беше примен во редовите на партијата. И во тие редови го најде своето интензивно животно поприште. Растеше и жилавоста и полетноста на борецот, комунист, и со таа жилавост и полетност навлезе и во битките на слободниот живот. Борецот од редовите на партијата стана еден од раководителите на партискиот живот во родниот крај, Делчево, Берово, Штип, а подоцна во Битола и Скопје. И членството на Сојузот на комунистите и луѓето од местата каде што работеше другарот Методи Митевски со радост откриваа во него политички работник и раководител кој се вживува со сето во себе во задачите што му се поставуваа, кој вешто ги проучуваше одредените услови и потреби, кој има способноста да си создаде жива врска со луѓето, кој настојуваше тие добро да го разберат, но и тој да ги разбере и да ги прифати. И колку поодговорни стануваа неговите функции во процесот на нашиот се посложен социјалистички развиток, толку поупорни и посистемни беа и неговите усилби за собственото нагорно култивирање во личност што ќе може и со волја и со вештина да одговори на своите разодвидни сложени задолженија. И во сето тоа неизмерно многу му помагаше неговиот вроден животен оптимизам. Знаеше да ги чувствува тешкотиите, да биде најасно околу нивното надвладување, но и да не ги подценува и да не ги надценува, да не ги комплицира непотребно, длабоко верувајќи и во свесната и во полетната акција на нашите работни луѓе. Духовит до разговорите за акциите што треба да се остварат, знаеше да биде и смел, и оригинален, и отворен во искажувањето на своите гледања, ценејќи ги честните и отворени искажувања на другите. Широко познат со својата енергичност, ценет поради својата самопрегорност,
Методи Митевски се покажа со значајни и зрели резултати и како партиски работник и народен пратеник и како раководител во државната управа и особено со својата неуморност во усилбите за целосно изградување на системот на општественото управување, за да го исполни со успех и раководењето на завршните работи на Републичката уставна комисија. Радосен миг во кој свирепата смрт го нанесе ударот на една жестока нерадост, на тешката болка што ги кине срцата на сите што знаеја како помина борбената животна повест на другарот Методи Митевски. Заврши еден светол човечки летопис, прекината е една животна храброст за среќата на нашите работни луѓе. Сојузот на комунистите загуби свој предан член, истинакнат борец за делото на социјализмот, неуморен градител на делото на социјалистичката демократија. Државно-политичкиот живот на Народна република Македонија, југословенските народи губат свој ценет раководител, кој влегуваше од акција во акција во борбата за изградба на социјализмот, револуционерен општественик со својства и достоинства што стануваат својна на нови и смели градители на нашата уште порадосна иднина. Најблиските го губат таткото, секогаш нежниот родител, драгиот син, другарот со искрена другарска отвореност. Нашиот народ губи свој достоен син, неговото верно чедо што ја даде својата младост и сета своја прекрасна енергичност за вечната младост на неговото творечко постоење. Во овој потресен миг на последно збогување од името на извршниот комитет на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија и од името на извршниот совет на Народното собрание на Народна република Македонија, со длабока болка, но и со длабока гордост, изразувам бескрајна благодарност за сето она што другарот Методи Митевски го стори за среќата на нашиот народ. Брицо замина од животната сцена, но сеќавањата за Брицо се присутни кај многу делчевчани и до денешен ден. Подсетуваме на некои од нив. Неговата прерана трагична смрт значи преголема загуба не само за неговото родно и многу сакано делчово, туку и за Република Македонија, бидејќи загубивме човек со неисцрпна енергија, полн со ум, знаење, способност за мудро раководење и визии за иднината. Голема несреќа е што за цела Македонија, за македонски народ, што пред време заврши својот животен век, инаку можеше да допринесе многу за Македонија, за македонскиот народ. Иако измина скоро 4 децении од тој трагичен 17 септември 1962 година, се уште смртта на Методи Митевски Брицо, посебно помеѓу неговите блиски, побудува и известна доза на сомневање. Но, историчарите се тие кои трагаат по историските вистини. Правниците ја докажуваат и оспоруваат правдата и пресудите. Ние, со оваа емисија, имавме единствена намера и желба публицистички да подсетиме на човекот што го вгради својот живот за изградбата на македонската државност и уставност. Сакавме на нашите гледачи да им ја доближиме трагедијата на грандиозната фигура на овој наш знаменит сограѓанин. Емисијава, драги гледачи, ќе ја завршиме со една песна, поместена во збирката за Твојот сон, објавена 1980 година, а посветена на Методи Митевски Брицо. Наша канонада. Брегалница матна низ пијанец рика. Сонцето уморно тоне в црвен залез. Белогриви коњи го престигнаа ветрот. Огнени копја летаат од кај голак, а злокобни крикови од под црна скала вестат ноќ долга и немирна. Не сум сосема сам. Далечен блесок со неми крикови и чинам од кај звегор на неседлан конј, некој крилат бунтовник езди. Од беспатие
сепак излез има. Предсмртен страв во колената ме гребе и лјадници ми веруваат и ме следат. Во оваа ноќ без месеци звезди, срцето игра како пролетно ждребе. Чувствувам откај обел сонцето се раѓа, мугра е, продолжувам по патот да се борам и паѓам, но наша е победата. Sa